Централен дневник на К1. Добро вечер. Еве ги настаните на денот. Гледајте не. Промовирана новата индустријска зона Мамутчево во Велес со површина од 42 хектари. Третиот патнички воз од Кина кој ќе сообраќа на релација Скопје-Кичево-Скопје пристигна во Македонија. Општина Демир Капија на меѓународен саем во Солун. Незагадувачка и лесна индустрија ќе се развива во новата и најголема индустријска зона во Велес, Мамутчево. До плац во новите 42 хектари можат да дојдат и домашни и странски фирми. Промовирана е новата индустријска зона во Велес. Мамутчево ќе се протега на површина од 42 хектари. За сега е поделена во 3 парцели. Планирано е тука да се развива лесна незагадувачка индустрија. Цел е да ова го презентираме пред официјално да влезе во процедура во Советот, да го презентираме пред медиумите, пред локалните заинтересирани бизнисмени во нашиот град, бидејќи да напоменам дека до сега само во двете зони се продадени околу 20 на плаца, значи во Каласлари, во Речани 2, едноставно повеќе немаме плацови во тие индустријски зони продавање, ни останува уште оваа зона. Во индустријската зона Мамутчево до плац за градба можат да дојдат домашни и странски инвеститори. Ова е трета зона во општина Велес која што ќе биде презентирана и представена пред нашите потенцијални инвеститори, и тоа е начинот на кој што чинам дека треба да се работи. Ја да нагласам дека само за овие 3 зони што сега ги работиме имаме околу 100 хектаров понудено површина на инвеститорите и очигледно дека велешкиот бизнис сектор е задоволен од она што го понудивме, бидејќи ги искупија сите парцели. Мамутчево е најголема индустријска зона во Велес. До сега на домашните и иностранските инвеститори понудени и продадени им се 100 хектари државно градежно земјиште за изградба на производствени капацитети. Целта е создавање на услови за креирање на нови работни места. Третиот патнички воз од Кина кој ќе сообраќа на релација Скопје-Кичево-Скопје пристигна во Македонија. Четвртиот електричен воз се очекува да пристигне во мај, а ќе сообраќа на релација Скопје-Гевгелија-Скопје. Третиот патнички воз од Кина пристигна во Македонија. Ова е втора дизел гарнитура во Македонија, а четвртиот воз се очекува да пристигне за околу 1 месец. Директорот на Македонски железници и транспорт Никола Костов вели дека возовите се безбедни за сообраќај по македонските пруги, а цената на билетите останува непроменета. Ова е третиот воз од вкупно 6 возови, или поточно јас би кажал вториот дизел патнички воз кој што во овој момент го гледате позади нас, така да очекуваме дека до крајот на април месец, односно до крајот на мај месец ќе стигнат сите вкупно 6 возови од она инвестиција која што ја кажавте пред малку од 25 милиона евра. Овој воз ќе сообраќа на релација Скопје-Кичево и обратно, а четвртиот електричен воз кој ќе пристигне во Македонија во месец мај ќе сообраќа на релација Скопје-Гевгелија. Инаку првиот патнички воз кој веќе пристигна во Македонија сообраќа на коридорот 10 од Табановце до Гевгелија, а вториот многу скоро ќе биде пуштен во сообраќај кон Битола. Покрај модернизацијата во железницата, од овој ден, секој први и трет викенд во месецот, младите лица до 27 години ќе можат бесплатно да патуваат со возови ширум Македонија, најави лидерот на владеачката ВМРО ДПМН е Никола Груевски. Секој први и трет викенд во месецот, младите лица до 27 години ќе можат бесплатно да патуваат со возови ширум Македонија. Оваа мерка ја најави председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Истата беше започната во 2014 година и досега важеше само во третиот викенд од месецот. И првиот и третиот месец во викендот ќе може младите до 27 години бесплатно да користат железнички превоз од петок од 12 часот до понеделник до 12 часот. Според Груевски, ова е извонредна можност младите лица
да дојдат до своја заштита, која според него за нив е значајна. И тоа е една извонредна можност, затоа што оваа мерка што досега ја воведовме во овие година и пол или две, укажа дека 52.000 млади лица ја искористиле можноста и заштедиле околу 18 милиони денари. Тоа е голема заштеда за младите лица. Тоа се лица кои што не располагаат со големи средства, затоа што се во време на развој, на учење, на студирање. Многу од нив се уште не се вработени, па зависат од нивните родители, така што кога на нив ќе им се овозможи такво нешто, тоа за нив е доста значено и ја зголемува нивната мобилност, нивното движење и прави сериозни заштеди. Ова председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски го најави на промоцијата на 12 нови наслови од проектот на владата за превод на 1000 стручни книги. Со овие 12 книги, вкупно 957 од стручна литература досега се преведени и отпечатени. Војанно Груевски напомена дека продолжува воведувањето на британската наставна програма и учебници во основното и средното образование. Новата болница Филип II во Скопје е отворена денес. На овој начин се одбележа 16 годишнината од започнувањето со работа на оваа здравствена установа. Валентина Михајловска ги има деталите. Отворена е новата болница Филип II, која се наоѓа во непосредна близина на старата. Предвидено е двете да работат истовремено. На овој начин се прослави 16 годишнината од започнувањето на работата на оваа здравствена установа. Во зависност од динамиката и обемот на работа, ќе има и нови вработувања на медицински и технички персонал, истакна академик доктор Жан Митрев. Ова е нивната досегашна работа низ бројки. Од прилика имаме направено 18.000 операции кардиоваскуларни, имаме вкупно негде околу 25.000 операции хируршки од различни други, имаме негде околу 350.000 пациенти вкупно третирано. Значи тоа се бројки кои се така доста големи. Околу 40.000 пациенти на годишно ниво до сега во стариот дел се вртеа за разни потреби, дали диагностика, дали терапија или пак хируршки интервенции. Лентата на свеченото отворање на новата болница ја пресече првиот пациент на кого Митрев му извршил операција на срце пред 16 години. Добро се чувствувам. За вие 16 години минати, добро се чувствувам. Немам некои тешкоти. Со отворањето на новата болница ќе се направи исчекор во медицинската технологија. Потпишан меморандум за соработка меѓу Советот на млади и студентскиот парламент при Технолошко-техничкиот факултет во Велес. Со официјалната соработка стартува и проектот Здрави навики, здрав живот. Потпишан меморандум за соработка меѓу Советот на млади и студентскиот парламент при Технолошко-техничкиот факултет во Велес. Целта е преку заеднички активности да се придонесе во креирањето проекти кои ќе бидат од значење за младата популација. Со меморандумот се официјализира и досегашната успешна соработка меѓу двете организации. Во изминатиот период студентскиот парламент ни подпомогна во креирањето на годишната програма, кај што сите студенти беа анкетирани, што со нивните идеи ја збогатија и надополнија нашата годишна програма, воедно и ни дадува фокус во која област поише да се насочиме. Со официјалната соработка стартува и проектот Здрави навики, здрав живот. Истиот ќе се реализира во наредните 3 месеци, а ќе започне со анкетни прашалници на кои ќе одговараат младите. Резултатите ќе ги проверува стручен кадар од факултетот. Ќе бидат подготвени неколку дебати и трибини на теми поврзани со здравата храна, но и другиот аспект, односно квалитетната и безбедна храна, се со цел подигнување на свеста ке младите за практикување на здрави животни навики. Во рамки на самиот проект има предвидено и спортски активности. Резултатите од проектот ќе бидат презентирани по завршување на активностите во месец мај. Надлежните сметаат дека на овој начин ќе се придонесе младите да променат барем една навика која ќе води кон поздрав живот. 7 март е последен рок за доставување на фотографии од Велес за изработка на нов промотивен материјал кој ќе го представува градот на сите меѓународни манифестации и средби. Досега заинтересираноста е голема, информираат од локалната самоуправа.
Остануваат уште 6 дена за аплицирање на јавниот повик кој го објави општина Велес за собирање на фотографии од градот за изработка на нов промотивен материјал или брошура, со кој ќе се представува Велес на сите меѓународни манифестации и средби. Фотографиите кои досега пристигнале покажуваат дека велешани се заинтересирани за оваа монографија. Првиот момент на објавата донесе повеќе заинтересирани велешани да бидат објавени нивните фотографии. Имавме еден прв налет од пристигнати фотографии, потоа имавме стагнација од некоја недела дена, не доаѓаше ни една фотографија, сега како се наближува крајниот рок, веќе доаѓаат по една, две, по еден, двајца наши сограѓани кои што доставуваат фотографии. Од локалната самоуправа апелираат дека рокот за доставување на фотографиите е до 7 март. Ги прибираме до наредниот понеделник, ќе ги прибираме сите пристигнати во електронска и фотографии како физички донесени во општината, потоа формираната комисија од градоначалникот ќе направи проценка според техничкото уредување кои се тие кои што ќе си го најдат своето место. Еве уште еден апел до велешани да го понудат сето она што го имаат во своите архиви. За сите фотографии кои ќе бидат одбрани, во монографијата ќе биде изготвена легенда која ќе го содржи името на фотографот, а истата се очекува да биде објавена најдоцна до втората половина од оваа година. Општина Демиркапија ден објави на регионален саем во Солун посветен на храната и виното ги представи своите потенцијали за развој на нова туристичка дестинација. Развојните стратегии се подпираат на развојот на винскиот туризам и производство на чиста здрава храна произведена на органски начин. Представени беа и можностите за инвестирање во овие сектори и проширување на веќе традиционалната соработка со субјекти од Република Грција и поширокиот регион. Покрај останатите културни манифестации, на сајмот беше представена и неделата на традицијата во Демиркапија, како можност за промовирање на културата и меѓусебна соработка на сите полиња. Според надлежните, најголем интерес кај посетителите има за соработка со невладиниот сектор, како и со музејот на вино од општина Демиркапија. Во организација на Домот на културата Иван Мазов Климеа со поддршка на градоначалникот и Советот на општина Кавадарци, вчера вечер во Драмски театар во Скопје се одржа вечер посветена на културата на Кавадарци, и тоа преку целовечерно драмско, ликовно, музичко, поетско и винско доживување за љубителите на културата и уметноста од Скопје. Со громогласен аплауз неколку стотици насмеани лица заврши представата Женитба на штиците што живот значат во Драмскиот театар во Скопје. Задоволни со доза позитивна трема беа режисерот Драган Велјановски и актерите кои успеавме да ги прашаме. Јас сум задоволен и презадоволен. Мислев дека повеќе трема ќе имаат, одговорност голема и изгледа ги мобилизира таа одговорност, така да представата не се разликува од секаде каде што играме, дури и тука. Јас имав многу трема. Прв пат, ете со прва представа главна улога и Драмски театар, одговорност голема секако. Али супер помина. Не беше нешто тешко посебно, затоа што одлично се знаеме, соработуваме, се надополнуваме, не само ние, значи цела екипа тука што сме, сите значи се надополнуваме и не беше нешто посебно тешко. Дека Кавадарци има култура и има што да покаже, докажа масовната присутност на гости, како и ликовната изложба на Друштвото на ликовни уметници од Кавадарци. Убаво е да си кавадарчанец, велат од локалната самоуправа. Нели, Кавадарци е сепак мало место во една мала држава и да се дојде до израз треба навистина да се вложи многу напор за да бидете приметени. Мене навистина ми е посебно драго што од глумци, од врвни режисери кои што беа присутни ова вечер слушнавме пофални зборови за тоа дека сме успеале во намерата да во Кавадарци инсталираме театар, независно од тоа што имаме само еден глумец и сите другите се на некој начин приучени или имаат свој талент и го надградуваат преку секојдневното работење. Овие од Скопје треба да дојдат во Кавадарци и да видат што е народен театар, што е театар. И мислам дека Кавадарци заслужува многу повеќе и Министерство за култура треба да оддели многу повеќе финанси за во Кавадарци да имаме една професионална театарска група која што и понатаму ќе имаме и успеси
и како на локално, така и на централно ниво, може да испаднеме и некаде меѓународно. Ова беше една невообичаена фреквентност во драмскиот театар благодарение на одстапениот простор од страна на директорот Роберт Велјановски. Лично сметам дека имаме простор, имаме можност, меѓутоа имаме и обврска да ги представуваме работите што се прават во помалите градови во Македонија, не сметајќи дека Скопје е единствениот центар во кој што се случуваат културни нешта во републиката. Освен представата, вчера вечер со дел од својата поезија се представија и родокрајни автори, а сите присутни се забавуваа со музиката на кавадарчанката Наташа Малинкова. Министерот Поповски на BBC зборуваше за проблемот со мигрантите на македонско-грчката граница. Доналд Туск утре доаѓа во Македонија. Ќе оствари средба со Ѓорѓе Иванов. Ова се вестите од Македонија. Министерот за надворешни работи Никола Поповски во разговор за емисијата Newsnight на BBC изјави дека македонската полиција вчера била соочена со насилен обид на неколку стотици лица да ја преминат границата од страна на Грција и поради тоа била принудена да реагира со цел да се спречи илегално и неконтролирано минување на границата. Поповски рече дека не е коректна оценката на новинарот на BBC дека македонската полиција употребила солзавец врз деца. Имавме обид на околу 400 млади мажи со сила да влезат на македонската територија од Грција. Припадниците на безбедносните сили беа соочени со ситуација во која имавме насилен напад од страна на неколку стотици мажи кои се обидуваат да влезат на одредена територија без да бидат регистрирани или да се упатат кон центрите за регистрација. Тоа не е во согласност со договорот што го постигнавме на европско ниво. Инцидентот што мигрантите го предизвикаа вчера околу пладне беше една од водечките теми во светските медиуми кои известуваат за собирањето на меѓу 5 и 7.000 мигранти на границата кај Гевгелија, која од македонска страна е обезбедена со жичана ограда. Поповски изјави дека Македонија не сака да троши своји средства за поставување огради кон соседна Грција. Председателот на Европскиот совет Доналд Туск утре доаѓа во Скопје на средба со председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов. Средбата ќе биде посветена на бегалската криза, предизвиците и проблемите што таа ги наметнува, како и придонесот на Македонија во справувањето со неа. Посетата е дел од мини турнејата на Туск во чии рамки од денес па се до 3 март тој ќе ги посети Виена, Љубљана, Загреб, Скопје и Атина, со цел да се продолжи со градење на европски консенсус за справување со мигрантската криза, но и за подготовка на самитот ЕУ-Турција на 7 март и Европскиот совет на 17 и 18 март. Синоќа се урна руски авион во јужниот регион на Русија, при што загина пилотот. Кризата со бегалци која се соочува Европската Унија е од светски рамки и не влијае само на земјите од Европска Унија и Блискиот Исток, изјави државниот секретар на САД Џон Кенеди. Ова се вестите од светот. Во јужниот регион Ставропој синоќа се урна руски воен авион Су-25, соопштија од Руското министерство за одбрана. Несреќата се случила за време на обука за летање. Авионот не носел оружје и се урнал во ненаселена област. Од страна на Министерството за одбрана е формирана специјална комисија која ќе истражи причината за несреќата. Американскиот државен секретар Џон Кери дава оценка дека кризата представува глобален предизвик. Тој на пресконференцијата во Вашингтон со германскиот министер за надворешни работи Фран Волтер Штајнмер изјави дека тоа не е проблем на некој друг, туку тоа е тест за сите нас. Бегалската криза е глобален проблем, објасни Кери, наведувајќи дека ударот прво го почувствувале Јордан, Либан и Турција. Кери исто така нагласи дека приоритет е ангажманот за изнаоѓање политичко решение во Сирија, со цел да се стави крај на војната во таа земја.
Полската ракометна федерација денеска официјално ги пушти во продажба билетите за предстојниот предолимписки турнир, што од 7 до 9 април ќе се игра во Гданск. Македонија на првиот надпревар на 7 април ќе се сретне со Полска. Веќе во следниот ден ќе ги одмери силите со Тунис, а за 9 април е закажан мечот до селекцијата на Чиле. Следуваат останатите вести од спортот. По завршувањето на преодниот рок, според регистрацијата во Ракометната федерација на Македонија, Металург пред почетокот на вториот дел од сезоната се засили со 4 ракометари. Обезбеден е потписот на средниот бек на Мичитија и црногорски репрезентативец Стебан Вујовиќ, кој е поранешен ракометар на Вардар од времето на Веселин Вујовиќ. Од Вардар доаѓаат и кадетските репрезентативци Томислав Јагориновски и Филип Арсеновски. Четвртото засилување е поранешниот катарски репрезентативец Марко Шаин, кој од поодамна тренира во автокоманда. Во предпоследното коло од АБА лигата победи извоја белградските екипи и вечни ривали Партизан и Црвена звезда против загребските Цедевита и Цибона. Црно-белите на домашен терен и со одличната игра на Джикек го поразија евролигашот Цедевита со 82-61. Поразот за хрватите значи и пат на третата позиција на табелата и губање на предноста од домашен терен пред плей-оф разигрувањето. Црвена звезда го совлада хрватскиот гигант Цибона со 94-83 и со помош од вечниот ривал, која турна Цедевита подоле на табелата, успеа да се искачи на втората позиција. На 2 добиени надпревари во полуфиналето ќе се сретнат Будуќност Мегалекс и Црвена звезда Цедевита. Екипите фаворити победија на 7 надпревари кои ноќеска се одиграа во рамките на НБА лигата. По поразот од Вашингтон, Кливленд оствари победа совладувајќи ја Индијана со 196. Леброн Џејмс се врати во игра и беше предводник во триумфот со 33 поени. Во тимот на Индијана најефикасен беше Елис со 28 поени. Оклахома со 131-116 победи на гостувањето кај Сакраменто, Дурант постигна највисоки 27 поени, додека Расел Вестбрук оствари трипл-дабл со 20 поени, 15 скокови и 13 асистенции. Победи забележаа и Вашингтон, Бостон, Милвоки, Мемфис и Лос Анџелес Клиперс. Вечерва се играат уште 6 надпревари. Шведската атлетичарка Абеба Арегави, носителката на златниот медал на светското првенство во Москва во 2013 година, 1500 метри, е суспендирана поради позитивен допинг тест, соопшти Атлетскиот сојуз на Шведска. Со големо разочарување мораме да објавиме дека Арегави е суспендирана. Целосно сме против секој вид на мамење и имаме нула толеранција кон допингот, стои во соопштението на Шведскиот сојуз. Дневниот весник Aftonbladet објави дека познатата супстанца била пронајдена на тестот кој на Арегави и бил направен за време на нејзиниот престој во Адис Абеба. Времето денеска променливо облачно со повеќе сончеви периоди. Температурата во интервал од 13 до 19 степени. Во продолжение дознаваме какво време не очекува утре.
Децата од објектот Изворче од градинката Рада Поцева од Кавадарци на градоначалникот Александар Панов му подарија рачно изработена мартинка за здравје и среќа. Со оваа вест го завршуваме ова последно информативно издание за денес. Пријатно. Рачно изработена мартинка за здравје и среќа најмладите кавадарчани му подарија на градоначалникот Александар Панов по повод Баба Марта. Децата од објектот Изворче од градинката Рада Поцева мартинките ги изработиле заедно со своите наставнички за време на одржувањето на креативните работилници. Ние денеска беме градоначалникот и му донесиме мартинка. Ние вака вратеме, а тетките шиеа. Подаваме мартинки. Која е вашата желба? Да ни направи ред на занимавна. Сречна нова Баба Марта. Твоите дојање, а почекавме пролета. Денешната посета децата ја искористија за да се запознаат со работата на општинската установа, работата на градоначалникот и останатите служби во локалната самоуправа. Како е да се биде градоначалник, што е неговата работа, кои се може да работи во општината, беа само дел од прашањата упатени кон градоначалникот од страна на овие искрени и невини детски срца. Покрај тоа што беа закажани ги очекував, навистина еве со нова енергија на пола од денот пристапувам кон реализација на останатиот дел од моето работно време и морам да признаам дека тоа се гледа и кон вас новинарите. Сите се насмеавме, ги слушнавме нивните прашања, нивните наивни, нивните детски, односно меѓутоа најчисти и најискрени прашања. И мислам дека си поминавме и јас и вие една половина час со децата кои што ни го разубавија денот. Оваа активност е во рамки на проектот Од дете за дете, која е во насока на обезбедување на облека, играчки и друга детска и бебешка опрема, која ќе биде наменета за дечињата сместени во посебни центри, децата од ранливите категории и децата без родители и родителска грижа. Донираните средства ќе бидат употребени за хуманитарни акции на деца социјално загрозени од ранливи категории. Исто така и прошлата година ги наменивме за болните дечиња од детско оделение. Наменуваме хуманитарни акции за децата од групниот дом, од дневниот центар, а воедно и голема благодарност до градоначалникот за соработката која што постојано ни е пружи. Инаку според традицијата, мартинките се носат на првиот ден од месец март, а се изработуваат од црвени бел конец. Црвената боја означува светлост и љубов, а белата чистота и искреност, со што и се најавува доаѓањето на пролетта. Мартинките се носат врзани на раце, закачени на облека, а во дамнешно време мартинките се ставале и на вратите, прозорците и оградите на домовите, на добитокот и орудијата за работа.